До крајот на неделава треба да се дознае дали целосно се укинува забраната за продажба на алкохол после 19 часот. Од Министерството за економија велат дека откако ќе биде доставен на увид на јавноста, законот ќе треба да добие зелено светло од владата, а потоа и од собранието. Според проценките, ако се оди според процедурата, би требало на почетокот на март законските измени да стапат во сила. Според постоечкото решение, алкохол сега може да се продава до 19 часот во зима и до 21 часот во лето, но со новите законски решенија тоа нема да важи и ќе може да се продава во било кое време. Граѓаните за телевизија Нова за ова решение со поделени мислења, но поголем дел од нив тврдат дека не треба да се укине забраната. Па мислам дека не треба да се укине се уште. Или евентуално да има само неколку продавнички кои што би работеле после 19 часот. Само определени продавници. Ние сме домаќини, купуваме на време, не чекаме 19 часот. Како е тоа прашањето? Алкохол лечи тага и љубов не јади. Чуваме дома резерва. Така да не ни важи тоа. Дали ќе се укине или нема да се, тоа за младите важи. Младите, пошто они по паркови пијат, и у 8 сат да купат, 8 и пол, па да си купијат. А ние порано си купуваме домаќини сме. Абе, ја ако сакам да купам, сега ќе купам, после 19 ќе опијам. Джабе тоа измислуваат укине и не укине. Ајде, давајте им на луѓе, кому му се пие, нека пие, кој сака нека спие. Според податоците, во изминатите години над 5500 трговски објекти од вкупно 13.000 се откажале од продажба на алкохол, со што драстично се намалил нивниот промет, но затоа има пораст на нелегалното производство и трговија на алкохол. Со новиот закон кој допрва треба да се донесе, останува знак прашалник дали продавачите ќе имаат дополнителни давачки или не. Владата во декември минатата година донесе одлука да се укине забраната за продажба на алкохол после 19 часот и укинување на ограничувањето, односно забрана на продажба на алкохол во киосци, за кои ќе се издава лиценца и ќе го задолжи Министерството за економија во рок од 2 месеци да направи законски измени во Законот за трговија.